Охрид заслужено ќе добие жолт картон во Баку, бидејќи институциите цели 3 децении замижуваат пред проблемите кои се талажат врз градот, смета професор Трајчо Талевски, активист во невладината Охрид СОС. Бројката од над 1000 дивоградби, од кои 409 само во заштитениот појас, се доказ за децениската поврзаност и заедничките бизнис интереси на локалната и централната власт со инвеститори кои градат каде што ќе им текне и никој не им застанува на патот, додава Талевски. Мислам дека сите институции се ispolitizirani, почнувајќи сите институции се ispolitizirani и во сите институции владе она непопуларна мерка или непопуларни појави, мито, корупција и така. Нашите очекувања се дека Охридскиот регион, градот Охрид и Охридско езеро ќе бидат ставени на листата на загрозени подрачја, што во крајна линија и не е лошо, ради тоа што дури со ваква интервенција на УНЕСКО, најверојатно ние ќе се свестиме со што располагаме и како треба да се менаџира овој простор. Од 19 препораки целосно исполнети се само 3, што е фрапантно. Сега, за да се спаси разнишаниот статус на заштитено културно наследство, се потребни вистински делувања преку имплементација на законите, кои треба да важат исто за сите, предупредуваат екологистите. Но најпрвин да се почне од рушење на дивоградбите. Од таа одлука на локалната и на централна власт всушност ќе зависи дали ние ќе бидеме во УНЕСКО или нема да бидеме. Ради тоа што УНЕСКО веќе не може да се кон УНЕСКО не можеме да се однесуваме така како што се однесуваме досега. Значи мора да се постапува онака како што тие барат, не ние како што сакаме. Ние сега ќе бараме во Баку да ни се одложи до февруар месец, ако не се лажам, да ги изреализираат сите оние законски или политички одлуки кои што требаше да се донесат. Тоа требаше да се донесе уште 2017 година, меѓутоа еве две, па сакаме уште една година да достигнеме со тоа 2020 година да ги донесе. Мислам дека тоа е многу погрешен пристап кон целава проблематика, треба да се делува брзо, едноставно и ригорозно да се постапува со сето она што не донесло до оваквата ситуација. Во Баку, Азербејџан, во моментов се одржува 43-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Присуствува делегација на владата, во која учествува и градоначалникот на Охрид Константин Ѓоргиевски. Се очекува во четврток да се знае конечната одлука околу тоа, дали Охрид ќе добие уште една шанса за исправка или сепак ќе заврши на црната листа за грозени подрачја.